Пред да преминеме на нашето проучување оваа вечер, сакам да споделам некои информации. Деновиве ќе почнем од најнебитната и најбаналната информација. Така наречениот папа Франциск деновиве излезе во јавноста со последниот бисер на неговата глупост. Изјави дека вакцинирањето представува чин на љубов. Не, он реченицата тука ја заврши, само кај љубовта точка. А мојот коментар беше, таму каде што беше објавена оваа вест, напишав вакви зборови: језуитскиот кловн не ја довршил својата реченица. Реченицата требаше да се доврши и да гласи вака: представува чин на љубов кон мојот господар сатаната. Се сеќавате на прашањето што ви го постави брат Борче мејатата сабота? Дали во Христовото срце има омраза? Кој беше точниот одговор? Да, точно. Да. Омраза кон гревот, кон делата на Николаитите. Се сеќавате на тоа? Кој беше примерот што тогаш го споменавте? Заборев. Тоа јас го велев од место, затоа само тоа го памтам, но имаше и други примери. Имаше еден друг пример. Ке се подсети Борче, се надевам. Евреите 1 глава. Ајде да го прочитаме тоа. Знаете, во последно време екуменистите, еретиците на новата теологија и особено зверот, првиот звер, многу зборуваат за љубовта. Но љубовта не е нешто апстрактно и така неопределено. Љубовта не е некоја божица само по себе, како што не постои ни науката како некоја божица само по себе. Туку љубовта, како и омразата, се конкретни. Љубовта е вредна, зависи што подразбираш под неа конкретно, и кон кого е насочена. Кон што и кон кого е насочена. Што имавме во Евреите 1 глава? 9 стих, значи, вдахновени зборови напишани за Христа. Тебе ти омиле правдата, а што го намрази беззаконието. Затоа Боже, значи на Христа му се обраќа псалмистот и вели: Боже, Твојот Бог, мислејќи на Отецот, затоа Боже, Христе, Твојот Бог, Отецот, те помаза со масло на радоста повеќе од Твоите придружници. Интересно. Што ни покажува ова? Значи, не може, љубовта не е нешто општо и неопределено. Се покажува конкретно, мора конкретно да се дефинира. Кон што? Каде што постои голема љубов, мора да постои голема омраза, во случајов љубовта кон правдата,
наспроти омразата кон беззаконието. Ако имаш љубов кон правдата, се разбира дека ќе мразиш неправдата. Христос не вели дека ги мрази луѓето, но го мрази беззаконието. Го мрази гревот, ја мрази неправдата. Да го прочитаме и текстот во Откровението. Фалејќи ја Ефеската црква, во Откровение 2 глава, 6 стих, Исус вели: а ова го имаш, ги мразиш делата на Николаитите, кои и јас ги мразам. Христос тврди дека нешто мрази. Не вели дека ги мрази Николаитите, туку дека ги мрази што? Делата на Николаитите ги мрази. Во согласност со она, дека Христос го мрази гревот, а го љуби грешникот. Каде на друго место се споменуваат Николаитите? Во пораките до 7 цркви. Да, благодарам. Тоа е дори пораката до Пергамската црква, 3-та црква. Предходно во 14 стих вели, значи прво ги започнува и Пергам го фали прво, но во 14 стих вели: но за неколку работи сум против тебе. Видите, Христос може да биде против некоја своја црква, може да биде против, може. Прашање, дали е Христос против адвентистичката црква? Има цркви против кои што Христос е против. Има цркви, зависи од местните цркви. Тоа важи и за останатите христијански и верски заедници. Како за кого? Мнозина, скоро сите се поделени по однос на оваа голема криза. По однос на гревот на амалгамацијата, кој што одамна го осуди духот на пророштвото, а денес мнозина го игнорираат тоа откровение и гинат во своето незнаење, како што прорече Осија. За кои работи Христос бил против Пергамската црква? Зашто имаш таму некои што го држат учењето на Валаам, кој го учеше Валака да ги наведе на грев синовите Израелови. Што беше гревот на Валаам? Чив пророк беше Валаам? Чив пророк беше Валаам? Божи пророк, точно. Валаам беше Божи пророк. Но што беше неговиот грев? Го посоветувал царот Валак како да ги наведе на грев синовите Израелови. Денес кој ги советува адвентистите на седмиот ден да направат грев? Оној грев кој што Елена Вајд го нарече безобзирното злодело, заради кој Господ го уништи предпотопниот свет. Денес водачите на адвентистичката црква ги наведуваат своите верници на грев. И тоа на последниот грев. И водачите на православните цркви, и водачите на протестантските, и еден куп други во светот. Да јадат жртви идолски и да блудствуваат. И 15-тиот, а имаш и некои што го држат учењето на Николаитите, кое го мразам. Што мразеше во 6-тиот стих Исус? Делата на Николаитите. А во 15-тиот, што мрази кај нив? Учењето на Николаитите. Таму каде што постои ерес, а денес во адвентизмот доминира ереста на новата теологија. Таму постои и цвета гревот, неморалот и секое беззаконие. И едното и другото Христос ги мрази.
Затоа последниот грев, гревот на амалгамацијата, представува навистина, според папските зборови, чин на љубов кон неговиот господар сатаната. За мнозина тоа е чин на кукавичлук, коркачлук и страф пред неговата сила и силата на целокупниот глобален фашизам, кој што се повеќе се покажува. Истовремено представува чин на предавство и недостиг на љубов кон нашиот Спасител и нашиот Создател. Оно што го создал нашиот и генетскиот код на сите живи битија и кој што ја мрази секоја промена, секое чепкање во генетскиот код. Од каде знам дека го мрази? Затоа што духот на пророштвото тој грев го осуди како безобзирно злодеро, како злосторство, како грев кој што ја прели чашата на Божјото трпение и заради тоа предпотопниот свет беше уништен. Го имаме и цитатот, само едниот од трите што ги цитиравме минатата сабота, да го прочитаме уште еднаш. Но ако постоел еден грев поголем од сите други, кој го предизвикал уништувањето на расата со потопот, тоа било безобзирното злодело на амалгамација на човекот и животните, кое го обезличило Божиот лик и предизвикало конфузија на секаде. Господ наумил да ја уништи со потоп таа силна долговечна раса, која ги расипала своите патишта пред него. Зошто Елена Вајд тврди дека овој грев, гревот на генетскиот инженеринг и генетската модификација на клетките, во случај сега и за човечкиот организам, зошто го нарече со вака остри зборови безобзирно злодело? На англиски base crime, криминал го нарече. Затоа што го обезличува Божиот лик во човекот. Замислите, постојат луѓе денес, повеќе пати реков и сега ќе речам, оваа криза, оваа пандемија, како што стави еден куп маски на лицата на луѓето, исто така симнала многу маски зад некои лица и некои организации. Не само што ова криза ја симна маската од кинеската влада и ја разголи, ја раскренка како инструмент на западните глобалисти, а не како божемен непријател на Запад, оваа криза ја раскринка и руската влада, и рускиот председател Путин како инструменти исто така на оваа глобална криза, на овој глобален фашизам. Многу клирици, многу верници, свештеници, монаси во Руската православна црква се под прогон, затоа што се спротивставуваат на оваа вакцинација, изборуваат, проповедаат против неа. Меѓу нив и еден руски епископ, кој што деновиве пред 10 дена, го читав тоа, одржа проповед со наслов да го сочуваме Божиот лик. И тој човек сигурно не читал Елена Вајд, меѓутоа знаел дека ова злосторство, што денес се спроведува, представува грев против Божиот лик во човекот. А мнозина адвентисти тоа не го знаат. Да прочитам, да ви цитирам еден глупав аргумент на никој друг, туку деканот на Адвентистичкиот теолошки факултет во склоп на Ендрус универзитетот, да не го споменувам неговото име, кој што, обидувајќи се и тој
по паметот на многу негови колеги и водачите на Генерална конференција, деновиве, одржал проповед во која што кажал вакви работи. Во Библијата никаде не пишува, пазете, какоја глупост од луѓе кои што се накитиле со докторски титули, со професорски титули. Во Библијата никаде не пишува ниту да се вакцинираш, ниту некаде е забрането да се вакцинираш. Во Библијата никаде не пишува да пушиш цигари. Па не видов адвентистите да пропушат овие денови. Слично на аргументот, ова не е жигот на зверот, значи е сигурно и безбедно. И јадењето пача, не е жиг на зверот, па не видов да се налапаат адвентистите чварки, кременадли, пифти, свински копита, уши, затоа што тоа не е жигот на зверот. Со вакви глупави аргументи, некои ги убедуваат своите верници да се вакцинираат и да го направат безобзирното злодело на амалгамација, како што Елена Вајд го осуди со речникот од 19 век. Деновиве забележав една работа, еден феномен кој што малку ме натажи. Сите муслимани во мојата населба кои што држеа дуќани, бурекджилници, кебапчилницата е дека, сите се вакцинирале под притисок, и тоа со Pfizer. И јас не очекував, за мене ова беше многу брзо, бидејќи прво се рече дека не мора вработените да бидат, туку само гостите и муштериите, но овие побрза 2-3 чекори пред дегенските мерки на владава. И сега внимавајте колку е штетно, колку исламот не ги чува своите верници од ова зло. Како што рековме дека Божиот закон нас не чува. Дека ова слово нас не чува. Во исламот што веруваат? Па сега, ако умреме, му велам ја, па 50.000 умреа само од вакцините, па сега, ако умреме, ќе умреме сите, кога ќе каже Господ, ќе умреме. Затоа што во исламот веруваат дека кога Аллах определува, тогаш ќе умре некој, а не е битно што јадеш, што пиеш, што примаш во своето тело. Не е битно. Како ти е пишано, тогаш кога ти е пишано, тој ден ќе умреш. И бидејќи така веруваат, што? Значи, таквата вера не ги штити од злото. Па што е битно, па сега, кога е пишано, ќе умреме. Да, мнозина суеверно и во православниот дел од населението така веруваат. Иако тоа не е официјално учење на православната црква, но сепак луѓето гинат од незнаење. Што рече Господ? Мојот народ гине од незнаење. Гинат и адвентистите затоа што не го знаат ова, што Господ го објави цели 20 на години пред генетиката, пред Мендел, пред воопшто да се основа научната гранка за генетиката, а многу повеќе децении пред да се открие молекулот за дезоксирибонуклеинската киселина, рибонуклеинската киселина и сиот тој комплициран механизам на генетскиот код во нашите клетки. Втората за мене е многу поинтересна и фрапантна изјава. Нешто неочекувано, замислете. Новата израелска бараба, како што го нарекувавме, секој израелски премиер, секој израелски водач од Кајафа до денес, бидејќи гласаа за бараба
и изјавија дека немаат друг цар освен римскиот Цезар, затоа дури и денешниот Израел, најсуверената земја во светот, значи не банана република како овие балкански протекторати, туку најсуверената земја во светот, римскиот Цезар, кој што денес е црниот папа, ги менува и тамошните премиери, како што тој сака, односно, после заменувањето на Барабата Нетањаху, сега новата Бараба, Нафтали Бенет, библиско име, како и Бенјамин се разбирам, деновиве излезе со една фрапантна изјава. Дали ја слушнавте, дали разбравте? Што кажа овој човек? Замислите, во земјата во која што има најмногу проценти вакцинирано население со отровите на Pfizer и другите фашистички картели, другите сатански картели, бидејќи што рековме, фармацијата што е? Според Откровение 18 глава, фармацијата е вражбина, значи сатанизам. И фармацевска компанија во превод што значи? Значи врашка или сатанска фирма. Што изјави овој човек? Ова беше нешто неочекувано. Замислете, во Израел 78% од населението, видите која висока бројка, 78% од населението примило една доза од Pfizer, тоа се вкупно 5,8 милиони израелци. Од друга страна, 5,4 милиони, малку помал број, значи со се овие првиве, но само малку помал број, примиле 2 дози и речиси, односно над пола милион, 577.899 примиле трета доза. И ова сега не име малку на фашистиве. Не име доволно. Малку име, се извинувам. Не име доволно. И излегува денешниот израелски премиер и видите со кои зборови се обидел да го навлече тој остаток, значи ако се 78, кој е остатокот? 22% од попаметниот дел од израелците, кои што одбиваат да се вакцинираат. Видите со кои зборови се обидел нив да ги убеди, бидејќи со никакви други мерки очигледно нема да може. Нафтали Бенет изјавил повеќе работи, да не ги читам сите. Например, кажа дека ако се вакцинираме сега летоска, ќе можеме да прославиме без ограничување, да прославиме Рош Хашана и еврејските празници на есен. Ако пак не, ќе мора да има затварање на есен. Значи, за овие 22% ќе мора да има затварање ако и тие не се вакцинираат. Но тоа не беше фрапантното. Знаете ли што беше фрапантното? Прочитавте ли? Може ли некој да ми каже? Замислите што кажал. Ако, значи, ова се однесува на тие 22%, ако не се вакцинирате, ќе го одложите доаѓањето на Месија. Може да звучи смешно и глупаво и чудно, но ова навистина беше изјавено. Кога во јавноста веќе почнуваат отворено вакви работи да се зборуваат, може да разберете колку е близу крајот на светот. Се разбира, оној Месија кој што барабите го очекуваат, не е никој друг туку од зверот, антихристот, последниот антихрист. Ако и вие не се вакцинирате, 22%, остаток, од остатокот се плашат. Од остатокот се плашат, затоа што
Попаметниот дел од популацијата до сега одбиваше да се вакцинира. Сега голем дел од тие што одбиваа, наред е новата фаза, која што еве започна и кај нас неделава, со присила, уцена, така наречените мерки, и множина тука заради плата, заради работа, заради погодности. Ја други го прашав муслиманот, замислите го прашав, па што не ја зеде кинеската, му викам. Не дека ја имам верба во кинеската, но ете така го прашав да видам како размислува. Па не ја признаваат, како не признаваат, па нели нашиви ја признаваат, но нашиви дегени, така му рекол. Вика, за надвор не ја признавале. Значи, човекот се вика, кога веќе се вакцинирам, дај ке се вакцинирам, за да може да си шетам и надвор. Тоа е нивото на неверниците, тоа е нивото. Во Израел 65% беа атеисти, како што зборувавме пролетоска, но 78% примиле барем една доза. Сепак, голема пречка за востоличувањето на ѕверот, на последниот антихрист, представува и тој остаток од 22%. Ова информација мене ме радува, како да ви кажам. Иако се уште се надевам дека Господ ќе ја порази оваа пандемија и дека ќе пропаднат за сега плановите на ѕверот, дека ќе бидат одложени за барем неколку години, до крајот на деценијава, уште еднаш ќе кажам, ако Господ дозволи и не го спречи, тогаш Христовото доагање е уште поблиску. Тогаш не 30-та и 25-та година изгледа далечна. И слава на Господа за тоа. Дали само духот на пророштвото не предупреди против овој греф кој што денес е толку многу актуелен и за кој што се чудам ја што муслиманите паѓаат, што еден куп безбожници паѓаат, кога адвентистите паѓаат, кога и големиот Марк Финли се придружи на лудите девојки деновиве. Што да очекуваш кутриот? Патем да речено да појаснам нешто од минатата сабота. Кога користев изразот луди девојки, значи мислев на изразот од Христовата парабола. Не дека јас некого нарекувам луд или глупав и така натаму. И уште нешто многу битно, под лудите девојки во овој случај се подразбираат сите оние кои што своеволно и доброволно го лапаа отровот на Pfizer и другиве сатански картели. Оние што попаметниот дел од популацијата кој што до тоа го одбиваше, може да попушти и попушта, мнозина попуштаат под притисок закани за бркање од работа, закани со еден друг, на било кој друг начин. Најчесто е тоа губење работа, пари, приходи, извори на екзистенција. Тие не ги нарекувам луди девојки, че тие попуштаат од страв, од закана, како што во времето на жигот некои ќе го примат на чело. Зошто? Бидејќи своеволно го прифаќаат од убедување, а некои ќе го примат на десната рака, што значи ќе бидат присилени и уценети и ќе попуштат на тој начин, а не дека се убедени во него. Значи, лудоста се однесува на сите оние кои што доброволно го лапаа отровот и така пропагираа и на своите верници да го прават истото, или дури да ги уценуваат како што уценуваат во светот. И Лома Линда и целата северноамериканска дивизија ги уценуваше своите вработени изминативе седмици дека ќе го загубат своето работно место во тие организации ако од после летниот одмор не се вратат дома вакцинирани. Но мнозина гинат не само заради незнаењето
на овие откровенија на духот на пророштвото, туку рековме и во самата Библија, уште во времето на Мојсей, Господ дал откровение, дал знаење, дал предупредување во врска со ова зло, и затоа најнапред ќе отвориме и ќе читаме во третата книга Мојсеева или Левитската книга, 19 глава, 19 стих. Се разбра, во времето на Мојсей немаше генетски инженеринг, немаше генетска модификација на организмите, а што имаше на ова иста тема? Еве да прочитаме 19 стих. Чувајте ги моите закони, им вели Господ. И сега што вели? Не спарувај го добитокот свој со добиток од друг род. Што е ова? Не спарувај го добитокот свој со добиток од друг род. Не сеј на нивата своја два вида семе. Облека ткаена од две различни преги. Не облекувај. Што значи ово? Што значи ова не го спарувај својот добиток со добиток од друг род? Како се вика тоа? Вкрстување. Значи, ако Господ го забранил обичното вкрстување на животните, што правиме со целата софистицирана наука на генетскиот инженеринг? Тоа е уште поголемо зло. Тоа е злото што го правеа во деновите на Ное, пред потопот. И затоа Елена Вајд зборуваше во третиот цитат. Го имаме него на располагање. Да го почитаме и него уште еднаш. Од Елена Вајд, да, од цитатот, од третиот. После овој. Третиот, последниот. Овој. Секој животински вид создаден од Бога бил сочуван во ковчегот. Конфузните видови кои Бог не ги создал, кои биле производ на амалгамација, биле уништени во потопот. И после потопот имало амалгамација на човекот и животните, што може да се види во речиси бескрајните вариации на животинските видови, како и во некои човечки раси. Видите, зашто зборувала Елена Вајд, зашто пишувала Елена Вајд во времето кога не постоела генетиката како наука, кога светот не знаел што е тоа генетика, а да не зборуваме за ДНК и така натаму. Ова го правеле во деновите на Ное и заради тоа предпотопниот свет бил уништен. Ке отвориме и во Второзаконие или петта книга Мојсеева, 22 глава, повторени закони, Второзаконие, петта книга Мојсеева, зависи каква Библија имате и како се вика таа книга во вашите Библии. 22 глава, од 9 до 11 стих. Почнем да читам од 9. Да не сееш во лозјето твое семења од други видови растенија, за да не се осквернат плодот и семењата со кои ќе го посееш и плодот на лозјето твое. Да не ораш со вол и магаре заедно. Сте виделе вакво орање? Да не облекуваш облека ткаена мешано од волна и од лен заедно. Што сака да каже Господ со вакви уредби? Толку одамнешни, уште во времето на Мојсей, дадени на израелскиот народ. Зошто Господ забранувал вакви работи? Господ сакал да укаже на еден многу битен принцип, а тоа е да не се мешаат нештата
кои што тој не сака да се мешаат. Да не се меша она што не треба да се меша. Се разбира, ова е малку дискутабилна тема, затоа што постои и природна вариабилност на генетскиот код. Значи, во еден ист вид растителен, човечки, животински гените имаат потенцијал да произведуваат различни вариации. И тој потенцијал е исто така од Господа создаден. Затоа постојат различни раси. Но сите тие различни раси биле во генот и на Адам и Ева. Но дошло време кога тие гени се експресирале, како што ги велат во генетиката, односно се изразиле, биле отклучени и се активирале. И тоа било дури после потопот. Кога Господ сакал да го подели светот, го поделил со различните јазици. Различните јазици предизвикале после Вавилонската кула да се расеат различните народи кои што зборувале различни јазици, да се одвојат меѓу себе, да населат подрачја со различни климатски услови, на тој начин да се активира природната вариабилност и да настанат разни и човечки и животински раси. И сето тоа Господ сакал да си остане така одвоено и да не се меша. А што сакаат фашистиве на глобализмот? Што сакаат сатанистите на новиот светски поредок? Да се помеша све, каша попара, и затоа ни ги носат сега и афганистанциве овде на запад. Да се претвори и европскиот континент како Америка, мешавина на разни раси, на разни народи и на разни јазици. Зошто? Затоа што знаат дека само кога ги помешаат сите и од сите ќе направат една чорба, една глупава говецка раса, само на тој начин ќе можат да наметнат фашизам и глобална контрола. Господ пак ги раздели луѓето, ги раздели нациите, ги раздели јазиците, ги раздели расите, за да се додека живеат во зло, во греф, во безбожништво, тие разлики да бидат природна пречка за нивното соединување. И само преку благодатта, само преку верата во Христа и Евангелието да можат да се соединат и никако поинаку. И на крај доаѓаме до една друга интересна информација што ја прочитав деновиве. Една од големите, најголемата пречка за да се оствари планот на сатанистиве, а планот на светска, така наречената светска здравствена организација или сатанска заразна организација, е да се вакцинира, планот беше уште од лани да се вакцинира 80% од светското население. Ова бројка изгледа сега недостижна од една едноставна причина, значи причината е пак гревот и алчноста на себичноста на богатите нации. Тоа е што големиот број на сиромашни јужни нации во третиот свет немаат пари да ги набават овие отрови и да ги ишприцаат во своето население. На последниот состанок на Г7, кој што се одржа во Англија на почетокот на јуни месец, патем речено од таму веројатно потекнува една слика што многу се ширеше на Фейсбук летово, како британската кралица Меркел, Борис Џонсон, овој францускиот педер Макрон и сите заедно, без маски,
си зборат, си разговараат, се шегуваат на тревникот, а некаде во позадина на фотографијата многу далеку некои чувари од обезбедувањето, сите тие маскирани. И беше коментарот на таа слика беше дека мерките важат само за стадото, само за говедото, само за крдото, само за робовите. Верувам дека сликата беше од тој состанок. На тој состанок, значи на Г7, беше донесена одлука, замислете, масонскиот монетарен фонд, ММФ, како што ја го нарекувам, одвоил 650 милиарди долари ова лето само за вакцинирање и за другите трошци што им требаат за така наречените климатски промени и така натаму, се тоа на што планираат да го реализираат на тоа поле. И од тие 650, се разбира, тие пари ги плаќаат нациите, владите, значи од своите буџети кои што членуваат во Меѓународниот монетарен фонд. И било решено, сега видите, тоа го донале како одлука, било решено од тие 650 милиарди долари, 100 милиарди да им ги поклонат на сиромашните земји од третиот свет, за да си го довакцинираат своето население. И сега пазете, тие тоа го решија, го одлучија, го донесо како одлука и до ден денес не е реализирано. Не им се дава, од джепот не им се дава тие 100 милиарди. Па се молам, Господе, искористија оваа нивна алчност, оваа нивна скржавост, па да им пропадне планот и да им пропадне оваа пандемија. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме што досега си нас очувал и во здравје, и во слобода, и во мир, и најважно во здрав памет. Ти благодариме за Словото Твое, кое што навистина представува светилка, светилка за ориентација, светило за нашата патека, и мнозина го загубија ова видело, ова светлина ја загубија од вид. И чекорат во темно, се сопнуваат, паѓаат. Не ги мразиме, Господи, тие, браќа и сестри. Не ги мразиме нашите сограѓани, кои што ги примија овие отрови, кои од незнаење, кои од подзакани притисок и уцени. Но те молиме, Господи, те молиме во ова тешка криза, која што навистина представува решетање и за Твојот народ по целиот свет. Те молиме, стави крај на оваа криза, Господи. Како и многу пати во минатото, во последниве 20 години особено, те молиме, растури ги и сега да доживеат пораз плановите на Твоите непријатели. Те молиме и колку што можеме со нашите зборови и дела придонесуваме за тоа. И ќе придонесеме и во иднина, и следнава седмица, и понатаму додека можеме. Но најмногу се надеваме на Тебе, најмногу се надеваме на Твојата сила и те молиме, таа нека не води во оваа блиска и неизвестна иднина. Сите Твои искрени деца, сите Твои верници каде и да се наоѓаат. Води ги, чувај ги, штити ги, дај им мудрост како да постапуваат и што да направат за да се заштитат во овие последни денови. Ова те молиме и за ова ти благодариме во името Христово. Амин.